Добар ден, ги гледате пладневните вести на Канал Плюс. Почнуваме по кратката најава на дел од содржините. Расте бројот на земјоделци кои го осигуруваат родот. Државата субвенционира дел од парите потребни за осигурување на земјоделскиот род и имот. Бруто платата годинава повработена над 32.000 денари, нето платата над 21.000, објави Заводот за статистика. Од денес горивата се поевтини за 1 денар. Денес се слави Свети Иларион, македонски светец кој ќе има свој храм и во штипската населба Железничка. Зголемен е бројот на издадени полиси за осигурување во земјоделството. Вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески по повод денот на осигурувањето рече дека осигурувањето во земјоделството годинава бележи раст од 63%. Зголемен е бројот на издадени полиси за осигурување во земјоделството. Податоците покажуваат дека земјоделците имаат склучено 3784 договори за осигурување на своите посеви, на кои пак владата им покрива 60% од трошоците. Вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески денеска по повод денот на осигурувањето рече дека осигурувањето во земјоделството годинава бележи раст од 63% во однос на претходната година. Почнувајќи од 2008 година, владата воведе мерка за помош за премии за осигурување за примарното земјоделско производство од природни непогоди и неповолни климатски настани. Бројот на склучени договори континуирано расте. По почетните проблеми од 2008 имавме само 146 барања. Денеска веќе во 2015 нивниот број е 3784 склучени договори, а бруто полисираната премија изнесува 181 милиони денари, односно пораст од 63%, како што кажав, во однос на минатата година. Осигурителната индустрија продолжува со севкупен раст. Најголем е кај животното осигурување, над 21%. Во првата половина од годината секторот оствари финансиски резултат од 5,8 милиони евра, или 29% повеќе во однос на тој период лани. Вкупниот капитал на друштвата изнесува 84 милиони евра, што е за 4,5 пати над потребното ниво. Во Штип во тек е бизнис средба на градоначалникот на Штип Илчо Захариев и председателот на регионалната комора со компаниите од регионот. Средбата е со цел да се интензивираат контактите на регионално ниво и да се продлабочи соработката со локалната самоуправа во Штип. Од денес малопродажните цени на нафтените деривати се намалуваат во просек за 2,02%. Малопродажните цени на Евросупер БС95, Евросупер БС98 и Евродизел и на екстра лесното масло за домакинство се намалуваат за 1 денар за литар во однос на претходните цени. Државниот завод за статистика ги објави податоците за индексот на просечната месечна исплатена бруто и нето плата по вработен. Споредено со минатата година забележан е пораст на платите и тоа со индекс од 103,5, па така просечната месечна исплатена бруто плата по вработен за 2015 година изнесува 32.164 денари, а просечната месечна нето плата по вработен изнесува 21.882 денари. Во август годинава 1% од вработените во Република Македонија не примале плата. Заводот за статистика цени дека зголемувањето се должи на зголемувањето на просечните исплатени бруто плати во секторите уметност, забава и рекреација, во услужните дејности, како и стручните, научните и техничките дејности.
Денес, според календарот на Македонската православна црква, се слави делото на светите Иларион Велики и Мегленски. Иларион Мегленски е еден од македонските светци и борци против разните ереси во Македонија, посебно во Мегленската област. Во Штип црковно обележје на овој светец има на влезот од градот, каде денес има празнична богослужба, а наскоро треба да почне и изградбата на храмот. Каменот е обезбеден од Брегалничката епархија, од владиката Иларион. Каменот е веќе спремен во Пробиштип. Ние треба да обезбедиме општината транспорт, да се дотера до овде. Материјали ќе обезбеди нешто општината. Мајсторите ќе ги плаќа еден приватен бизнисмен. Сместување ќе им најдем на луѓето овде, бидејќи тука треба да останат тие луѓе, тие се од нашите западни краишта. И се надевам живи и здрави дека до крајот на годината треба да почнеме со работа, идната година сигурно, и овде да никне безпрекорно убав храм. Како што е да речеме Богородица Покровите, како е Свети Константин Елена, како што е Свети Илија, кој ќе осветиме во недела во Три чешми, како што е Свети Димитрија во село Селце, кој е веќе завршена комплетно, направена, еве сега завршени работи ги работиме тамо, како што е Свети Архангел Михаил во село Горачино, Свети Кирил и Методи се гради во наслов Бабаби, моментално се гради Свети Димитрија во ново село, така да градиме некаде над 10 цркви Свети Иван Рилски, ја градиме во село Шаварлија, таа е веќе при крај. Тоа се помали објекти, значи, но генерално христијаните таму ќе може да си го остваруваат своите верски потреби. Лидерот на терористичката мрежа Ал-Каеда Ајман Ал-Завахири повика за нови напади врз западни држави и ги поздрави нападите извршени од палестинци во Израел. Повикот наместо на джихадистички форуми, како што е вообичаено, упатен е преку видеопорака поставена на Твитер и публикувана од Американскиот центар за надзор на исламистички сајтови. Во неа Завахири повикува на засилување на нападите и да се извршат напади врз Соединетите американски држави на нивна територија, како и да се напаѓаат американски интереси во светот. Австриските власти се во зголемена приправност откако од ДОП се добиле предупредување дека терористи на Исламската држава плаќаат по 10.000 евра за разоружување полицајци и војници, и тоа за службено оружје, објавува Конер Цајтунг. Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана на Австрија издале интерно предупредување до своите службеници со кое се предупредуваат сите единици да се грижат за сопствената безбедност и да бидат внимателни кон мигрантите. Министрите за внатрешни работи на Велика Британија и Франција Тереза Меј и Бернар Казнов потпишаа спогодба за зајакнување на полициската соработка за разбивање на мрежите на трговци со луѓе, со која ќе се зајакне соработката меѓу полициските служби, разузнавачките агенции и судските инстанци на двете земји. По вчерашната средба со Меј, Казнов истакна дека само од почетокот на годината 26 од мрежите на трговци со луѓе веќе се разбиени во францускиот град Кале. Истовремено мигрантите кои се сместени во бегалскиот камп во Кале, наречен џунглата, доброволно го напуштаат и властите за нив организираат колективни патувања. Во џунглата во можни лоши услови живеат 6.000 мигранти. Четвртото коло во фазата по групи во Лигата на шампионите ќе се одигра денес и утре. Колото ќе го отвора дуелите во групите А, Б, С и Д, а главното дерби е во Мадрид, каде на Реал ќе му гостува ПСЖ во борбата за првото место во групата А. Во вториот меч од оваа група Шахтјор ќе го пречека Малме. Во групата Б Волсбург е лидер на табелата и би требало да остане на таа позиција и по дуелот со Ајндховен. Манчестер Юнајтед за противник денес ја има екипата на ЦСКА Москва. Во групата С, дуелот помеѓу Астана и Атлетико Мадрид ќе го отвори ова коло во Лигата на шампионите, а Атлетико со евентуална победа ќе се доближи до нокаут фазата. И екипата на Бенфика за противник ќе го има Галатасарај. Турскиот тим во првиот меч на двата тима славеше со 2:1. Се очекува интересен дуел помеѓу екипите на Севилја и Манчестер Сити. Пред 2 недели Севилја одигра одличен надпревар во Манчестер, но и покрај тоа загуби со 2:1. Интересен меч се очекува и во Менхел Гладбах, каде Јувентус ќе гостува на Борусија. Надпреварите од другите 4 групи ќе се играат утре. Ова е се во ово издание на вестите на Канал Плюс. Повеќе за денешните актуелности гледате во Дневникот во 16:30. До тогаш имајте убав ден.